бидејќи веќе спомна таа димензија на настанот, една куса историја на нештата. Во случајот се работи за самата установа, поранешниот СОРОС Центар за современи уметности, одnosno Центар за современи уметности и една приказна која што 94-95 година трае до денес во разни инкарнации, во разни отворувања. Во овој миг, она што не собира вечерва овде е последниот проект, она што сме го размислувале на различни начини и ни доаѓало на ум како замисли за уметноста, за културата, за општеството, за политиката, за јавниот простор, за диалогот и така натаму, но се движело главно во една линија. Кога прв пат се сретнавме тогаш, 94-95 година, главната цел на поголем дел и од ова друштво беше уметноста. Се занимававме со нештата околу творечкиот статус, контекст на она што се произведува, на она што се пласира, на она што обезбедува идентитет, на она што ни пружа некаков увид во стварноста, оној кој што тогаш не изгледаше дека не е достапен на ниту еден друг начин, со ниту едно друго знаење. Минаат години, минаат децении, веќе околностите се разбира што е очекувано, некогаш и пожелно, се изменија, што на лошо, што на подобро. Во мигов ова е израз на еден интерес кој што јас лично, повеќето меѓу нас овде, а и самиот центар, го формулираше во текот на последниве не повеќе од 5-6 години. Како е артикулиран кај кого, тоа е еден личен избор, но интересот полека се сврте од уметноста кон уметникот, од она што е творештво кон самиот творец. Императивот на овие времења, повеќе или помалку сите почувствувавме дека е во основа моралниот статус на оној што создава и дека нема ниту едно друго дело освен самиот уметник. Оно што може да го презентира како состојба на духот и како една етичка позиција која што се покажува јавно, односно се спроведува како јавно однесување. Бидејќи ова овде не е само технички проблем, простор за излагање, за манифестации, за смотри, за музика, за сценско-музички форми и така натаму, ова во основа е домот на уметникот. Барем јас така го доживам. Иако, веројатно, некој би очекувал дека и натаму ќе остане домот на уметноста. Се надевам дека луѓето ќе имаат предност со она што го прават, а дека нивните производи и онака очекуваме да бидат честно ефемерни, како и нивното присуство во овој простор. Ви благодарам за можноста што ми дадовте да се обратам вака јавно, да ја искажам ова желба и посакувам многу среќа во работата на подвижната галерија.